Штипските советници изгласаа ребаланс на буџетот, односно негово намалување. Ова иницираше жестока реакција од страна на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Инвестицијските вложувања и трошоците во локалната инфраструктура се намалуваат за дури 50%. Од друга страна пак, се зголемуваат ставките за блок дотации за плати. Не треба да сте економисти за да сватите дека оваа власт го зголемува бројот на вработени во јавна администрација, ги ослабнува институциите со вработување на партиски кадар, при тоа трошејќи народни пари. Лагите, манипулациите, нереалните ветувања за инвестицијски бум, за подобрување за условите за живот од страна на оваа локална власт излегуваат на виделина. Јас можам да кажам дека во овие 10 месеци им држам лекција на ВМРО-ДПМНЕ како се води општина, како се изведуваат капитални објекти, како се инвестира 2,6 милиони евра во инфраструктура, како се градат 32 улици во овој момент, детска градинка од 800.000 евра, како се проектира брана на реката Отиња и гасификација, што значи дека со ова сите теории им паѓаат во вода, но многу важно е дека ВМРО-ДПМНЕ со ова покажува дека за 10 месеци можам да кажам дека немаат ниту едно суштинско прашање или дискусија и дебата кое што имаат наметнато, буквално е само се гола критика. Според ребалансот, вкупниот буџет е намален за 7% и сега изнесува 881 милион денари. Основниот буџет сега е 393 милиони, што е за 13% помалку, а капиталните приходи се намалени од планираните 69 милиони на 34. Капиталните расходи се намалуваат за 24 милиони 400 хиляди денари и тоа се дължи на дел од програмата за реконструкција на улици и патишта, која што ја предвидуваме и ја предвидуваме на база на осознанија за апликации кон објавените огласи од страна на владата, од страна на Агенцијата за регионален развој, Агенцијата за недоволно развиени подрачја и со тоа што очекувајќи дека ќе ги добиеме тие апликации, тој буџет беше планиран за 40 милиони, се планираа дека и приходите тука некаде ќе се добијат и сега, пошто веќе е крај на година, овие апликации не се добиени и затоа ги намалуваме во делот на оваа програма. Образложението не беше доволно за опозицијата од Советот, па следуваа жестоки реплики на советничката говорница. Разбирам дека може да има одредени непознаници кои што влијаат врз квалитетот на планирање на буџетот. Ама толку огромни промашувања, така да ги кажам, се или нереални очекувања, нереални ветувања исполнување, или едноставно што не верувам, несточно изгласување на буџетот и планирање на буџетот. Ребаланс на буџетот е нешто што е многу нормално во овој период од годината на сите нива кај што се буџетски работи, кај што се буџетски планира. Така да сега да правиме од ова некаков циркус дека зашо се сега прави ребаланс, мислам дека е депласирано и дека на луѓето е јасно. Значи и општината и на ниво на држава. Оно што представува што се носи на почеток како буџет, тоа е практично план за работење, кој што нормално е дека треба да претрпе нека корекција кога ако не во овој период. Значи тоа е сосема вообичаена постапка. Нашата забелешка не е зошто има ребаланс на буџетот, тоа е сосема нормално во овој период да има ребаланс и измена на буџетот. Нашата забелешка е за тоа што од оваа говорница кога го носевме планот за буџетот, се говореше дека овој буџет ќе биде реален и развоен. Сега, после само неколку месеци, со оваа измена, заклучуваме дека овој буџет не е ниту реален, ниту развоен. Битна ставка, која што е намалена во приходен дел на буџетот, е ставката од капитални приходи, која што во најголем дел, да речем исклучиво, е од продажба на градско земјиште. Тоа е нешто на кое што општината практично не може да влијае. Никој, ни градоначалник, ни совет, никој не може да влијае колку од оние парцели кои што ние ги донесуваме во рамки на почеток на годината, во рамки на програмата за располагање со градско земјиште, никој имаме колку 50 нешто парцели во таа програма сега предвидено, никој не може значи однапред да знае колку дел од тие и по која цена ќе се продадат. Приходи се планираат доста на оно што сакаме да направиме. Значи прво имаме
Оно што сакаме да го направиме колку кошта и после од каде ќе го тоа направиме. Значи, реално да планираме што сакаме да направиме, а после изборите. Значи, ако немаме избори доволно, нема да го планираме тоа. Инаку, единственото зголемување во буџетот е во делот на блок дотации, кои од 395 милиони се зголемуваат на 418, што е зголемување за 6%.